Жителите на улиците Бетовенова и Бошко Буха и сред лето се во кал. Денеска се собраа на една од најкритичните точки од улиците да го искажат својот револт на незадоволството од нереализираните проекти на општината и ветениот првиот човек на општината Зоран Заев. Запраша Академија ветената канализација и ободен канал ветен уште 2012-та, а за овие проекти беа предвидени 1.300.000 евра. А со неговото заменување во Скопје, Струмица ја остави на цедило. Заев залудно се обидува да биде сериозен политичар, создавајќи нереални изборни програми со голем број ветени, но нереализирани проекти. Денес ова изјава ние граѓаните од овој дел на градот сакаме да му поставиме неколку прашања на градоначалникот во заменување Зоран Заев. Каде е ветениот од вас ободен канал, кој го ветивте веќе да биде реализиран уште од 2012 година? Дали улиците Бошко Буха и Бетовенова и патот кон гробиштата денес се реконструирани, како што им ветивте на граѓаните кои живеат во овој дел од градот? Каде се новите канализации, тротоари, канделабри, новите клупи и канди за отпадоци? Сите оние кои денеска беа на соборот велат дека не само што немаат канализација и асфалт, велат дека и нема адекватен пристап до куќите, живеат во жива зараза. Ако не е способен градоначалник, таа тука улица да ја прави, нека пуште друг, нека дојде градоначалник у таа Струмица. Може глобално да го прави доле, тука малото шоветин не може да го прави. Превремено асфалт имаме, стајано превремено вода, се скршено асфалти, ни кола, ни ништо не може да се качува горе. Значи немаме нужда, немаме ништо горе, што не обиќа. Ние сме нешколувани човеци, ама на зборствуваме. Сакат гласање даваме. Они се школувани човеци, нека им срам на нив што не можат да ни направат, што не обеќат. Имаме муртовци, кал имаме, шакти немаме, понужна што вика комшијата, нема дек да направиме. Дек дојдеме на кој да се жалиме. Идат за изборите тука, аман сестра, аман брат, само гледат за да ги земат гласовите. Денес побараа час поскоро во знак на морален чин градоначалникот Зоран Заев да си поднесе оставка од функцијата. Велат дека граѓаните на Струмица конечно треба да изберат градоначалник кој ќе работи за интересите на граѓаните, а не за семејно богатење.